Ова се моите две последни книги. Ова излезе минатата година. 50 совети за живот на мојот тинејџер, но и за родители кои што имаат тинејџери. Предизвикана беше од настарите што беа во Белград масовното пукање. Коста Кецмановиќ. Кецмановиќ нели убил околу 10 ученици. И рефлексиите кои што се појавија во нашето општество беа многу слични, но успеа да се стишат. Имаше некои школи, сака да кажете некој да не го земи како модел, како пример, како инспирација, во наводници како инспирација. Имаше такви одгласи и во Скопје, имаше листи и во Скопје. За среќа реагираа добро од полицијата, имаше некои работи. Се покрија, се стави под контрола. Битно беше да биде во контейнер, во контрола и така натаму. Меѓутоа, јас почувствував потреба тоа да го ставам, нели, размислувањето околу тоа дека нашите тинејџери немаат. Тоа е тригеран, што тоа е поттико да го направите, Дека немаат правец, дека немаат начин на кој што треба да ги тераат работите во општеството, а исто така и поради нели рушењето на целиот систем на вредности во општеството, немање ни најопшта култура, паѓањето на образованието и така натаму, јас решив да се обратам. Ова е начита книга. Да, решив да се обратам на овој начин до сите тинејџери и пред се до мојот тинејџер. Да. Ќе ја подпишете на крај. На крајот од емисијата, да. А ова другата Второто излезе пред месец дена, Нескршлив ум, навики и однесување на ментално свените индивиди. А што ви е на пример инспирација за Идејата за оваа книга беше бидејќи многу луѓе се соочуваат со предизвици, со негативни последици од секојдневното живење, со проблеми кои што не може да ги надминат, да дадам една варијанта како може да се надминат, кај треба да се бара силата, како треба да се соземе човек и како никогаш да не се крши. Да. Гледа филм, да. И во филмот некој скока од 10 или 20 спрат, за да не рече дека еве јас така можам да ги решам во наводници моите проблеми. Значи тоа е мотивот или тоа е пораката на да не се прави на тоа, туку да се решава. Секогаш постои опасноста од имитирање на негативните герои или на темните герои. Ова е всушност книга која што дава начин како да најдете сила внатре во себе. И никогаш да не се предава. Сега на крај кој излезе еден психолог што разговара и вика, па може да вика тоа враќање до самиот себе. Не знам. Петровски, сега за политика вие разговарате или се фокусирате само на психологија, детска психологија или за повозрастни? Са можеме за политика да разговараме? Може, како не. Јас сум во јукста позиција со сегашната политичка состојба во Македонија. Тоа значи за да не ги ставаме нели ботовите партиски и интелектуалците во безсознание да вртат, да барат што значи јукста позиција, пошто верувам дека не е познат зборот, тоа е порамнување во иста линија со сегашната политика. Во Македонија. Значи јас сум, како и претходно, порамнет да коментирам. Значи вие сега